Почитуван председателе, почитувани колеги противници, почитувани представници на владата на Република Македонија. Јас имам 3 прашања. Првото прашање е од областа на здравството, второто Министерството за транспорт и врски и третото прашање ќе упатам до владата генерално, па ќе замолам некој од министрите или од вице-премиерите да ми одговори. Првото прашање од областа на здравството упатено до министерот за здравство. Че гледаме дека во изминат период владата на Република Македонија посебен акцент клава на здравието на луѓето, тоест на воопшто на подобрување на условите на здравството во Република Македонија. Има многу проекти кои што во изминат период беа реализирани од, а не ги редам сега сите, бидејќи времето тоа не ми го дозволува. Меѓутоа, сметам дека тој пристап е коректен и сметам дека тој пристап е правилен, бидејќи пред се здравието на луѓето треба да ни биде на сите важна работа во животот. Владата, содрувајќи се со, претпоставувам, со проблемот на пребукираност на клиничкиот центар во Скопје и на еден начин концентрација на доаѓање на пациенти од различни градови во Република Македонија во клиничкиот центар во Скопје, се одлучи да на еден начин ги дисперзира клиничките центри, тоест да развие стратегија за нови клинички центри во Македонија, тоест како центри во Битола, Штип и Тетово. Од тие причини, претпоставувам, и неодамна најавивте голема реконструкција на клиничката болница во Битола, што пред се ги израдува граѓаните од целиот регион, но и вработените во болницата, кои веќе подолго време сугерираат за потребата од терални зафати, што ќе ги подобрат пред се условите за работа, меѓутоа и условите за згрижување на пациентите. Свесен сум дека согласно законите за еден ваков обемен зафат во вредност од над 2 милиони евра, потребни се одредени процедури за избор на изведувач и средување на повеќе административни документи од страна на болницата и од Министерството за здравство. Но кога се работи за здравието, секој ден е важен, а меѓу пациентите и вработените нормално дека постои голема заинтересираност за тоа кога ќе почнат градежните активности за реконструкција на болницата. Затоа сакам во оваа прилика да искористам и да го замолам министерот за здравство да потсети на динамиката и прецизните рокови предвидени за реконструкција со сите можни евентуални одложувања и одлагања, со оглед на тоа што крајниот рок беше најавен за октомври следната година, а нормално луѓето очекуваат што ќе се случи до тој период. Уште еднаш сакам да нагласам дека жителите на цела Југозападна Македонија на реконструкцијата на клиничката болница во Битола гледаат како на клучен зафат за подобрување на здравствената заштита на стотици илјади граѓани. Најавата предизвика голема радост и одушување и сега се очекување како нормално кога ќе си почнат работите. Второто прашање се однесува на Министерството за транспорт и врски. Во програмата на владата на Република Македонија предвидени се многу регионални и локални патишта за реконструкција. Во изминат период се реконструира голем број на километри на такви патишта и освен трите автопати кои што во момент се градат во Република Македонија, очигледно дека владата обрнува поголемо внимание и на локалните патчина кои што значат многу за животот на обичните граѓани. Јас, бидејќи на еден начин доаѓам од Битола, сепак би сакал министерот прво би го замолил да ни образложи како течат реализацијата на таа програма за реконструкција на локалните патишта и регионални во цела Македонија, меѓутоа нормално со посебен акцент на градот кај што доаѓам од Битола и со посебен акцент на тоа што пред известно време граѓаните ми известија дека во тек се активности за расчистување на теренот покрај коловозот на потегот од детското одморалиште до така наречената вилата на Лазо, ние така викаме во Битола на Пелистер, каде што Македонија пат започна со санирање на поголеми оштетувања. Тоест, кога се планира да се завршат моменталните активности на овој регионален пат
и како етапно се планира да продолжи реконструкцијата на овој пат. Пак би замолил да освен задржувањето и концентрацијата на патиштата околу Битола, како што пак би го спомнал пред некој ден почнувањето на реконструкцијата на регионалниот пат Битола-Ресен-Буково, би побарал информација и за воопшто за исполнувањето на планот на реализација за реконструкција на локалните патишта на ниво на цела Македонија. Третото прашање би го упатил, претпоставам, можда најдобро до еден од вице-премиерите на владата, за тоа што прашање кој што претпоставам дека сите во државата најмногу не тангира, а тоа е вработувањето и стапката на невработеност. Јас само би напомнал некои цифри кои што во изминат период се јавно достапни, а тоа е процентот на невработеност во Република Македонија. Значи, од 2007 година навамо, невработеноста континуирано опаѓа, и ако во 2007 година невработеноста беше 30, значи од 38 падна на 34,9, во 2008 на 33,8, 2009 32,2, 2010 32, 2011 37,4, 2012 31%, 2013 29%, 2014 28%, да сега во 2015 невработеноста изнесува 26,8%. Значи, јас би сакал да добијам одговор од вице-премиерите, кои мерки според нив, кои мерки и проекти се најзаслужни за намалување на невработеноста, тоест за порастот на бројот на вработени, освен мерката кој што на сите нас е многу добро позната и кој што дава резултати, то се странските инвестиции и вработување на луѓето во тие странски инвестиции. Значи, освен ова мерка, би сакал да добијам малку одговор и нивно размислување кои други мерки се доста значајни за зголемување на бројот на вработените и какви други мерки се имаат во предвид во наредните периоди на владата. Ви благодарам. Благодарам. Пратеникот Зоран Илиевски постави 3 прашања. Првото прашање упатено до министерот за здравство. Одговор се добиете од министерот за здравство. Повелете, министр. Благодарам. Благодарам за поставеното прашање. Објектот на клиничката болница во Битола е изграден во 1972 година. И од тогаш до денеска има определени зафати во него, нешто во внатрешноста, нешто може во надворешноста, но генерално фасадата и прозорите не се менувани. Исто така и поголемиот дел од внатрешноста не е реконструиран. Имајќи преди дека станува збор за голем објект, со голем број на вработени, голем број на услуги кои што ги даваат до пациентите, сакавме да спроведеме проект кој што ќе биде во правец на енергетска ефикасност на објектот, со што ќе се намали потрошувачката на нафта, односно мазут за грејење на болницата, што ќе има директна позитивна финансиска импликација на болницата, односно ќе останат средства на болницата кои што ќе може да бидат реалоцирани за други потреби на болницата од една страна, а од друга страна и директно ќе се влие на намалувањето на загадувањето во градот, имајќи предвид дека загревањето на нафта предизвикува определено загадување. Од тие аспекти се одлучивме да ја реконструираме клиничката болница во Битола со комплетна промена на фасадата, со изолација и со промена на прозорите. И за ова одвоивме 130 милиони денари, кои што ги обезбедивме во рамки на буџетот на Министерството за здравство како резултат на определени заштеди што ги направивме како резултат на рационално користење на ресурсите. И со тоа очекуваме
комплетно да биде реновирана надворешноста, фасадата и прозорите на болницата. Тендерот за реконструкција е во завршна фаза. Треба да се достави одлуката за избор до сите понудувачи и по истекот на рокот за жалби, доколку нема жалби, во наредниот период ќе следи исклучување на договор и потоа отпочнување на градежните активности. Очекуваме градежните активности да завршат во период од 12 месеци, па затоа очекувано е градежните активности да завршат некаде кон крајот на октомври наредната година, пошто клиничката болница во Битола ќе има комплетно реновирана фасада со изолација и прозори, што ќе придонесе, како што веќе кажав, за поголема енергетска ефикасност на целиот овој објект. Инаку оваа инвестиција, како што реков, е 130 милиони денари и едно дополнување на претходните инвестиции кои што се направени во клиничката болница во Битола. Особено значени се набавката на опрема и апарати за клиничката болница Битола во вредност од околу 6 милиони евра, кои што се набавени и веќе ставени во функција, како што се компјутерската томографија, магнетната резонанца, литотриптер, апарати во делот на гинекологија, инкубатори, 4D, ехо, ангиографот, кој што е исклучително значен, затоа што, како што веќе знаете, во Битола се отпочна и со интервентна кардиологија, нешто што е од исклучително значење за животот и здравието на граѓаните кои што живеат во тој регион, имајќи предвид дека интервентната кардиологија треба да биде блиску до што е поблиску до местото на живење, тоа е подобар и поефикасен третманот, а сепак да се задржи определен волумен, односно определен број на пациенти. Па така Битола стана еден од регионалните центри во Македонија каде што се изведуваат вакви интервенции на интервентна кардиологија. Ова е исклучително значено затоа што кардиоваскуларните заболувања се причина број 1 за смртност во Република Македонија и во Европа, и од тие причини отварањето на ваков центар во Битола и прераснувањето на клиничката болница Битола во регионален центар за кардиолошки заболувања со можност за интервентна кардиологија представува сериозен бенефит за граѓаните кои што живеат во Битола, но и во целиот тој регион на државата. Благодарам за поставеното прашање, стојам на располагање за евентуално дополнителни прашања. Благодарам. Дали пратеникот Зоран одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Зоран Илиевски. Волете. Благодарам, председателе. Значи, како што кажав и во воведот на прашањата, стратегијата на владата за диспрезирање на болестите на еден начин што се лечат во клиничкиот центар во Скопје, да се диспрезираат во клинички центри во Република Македонија, очигледно е добра, и само би сакал едно дополнително прашање до министерот за здравство, бидејќи полека и полека болницата во Битола станува нешто како стварно регионален центар, и со овие реконструкции, и со опремата кој што се вложува од страна на владата на Република Македонија за нејзина екипираност. Би сакал да добиам информација дали се размислува да и третманот на ретките болести, кои што во овој момент се одржуваат, се прави во клиничкиот центар во Скопје, дали се размислува да се дисперзира во центрите, тоест во Битола, во Штип и во утре други ден и во Тетово. Благодарам. Благодарам. Одговорот се добиете од министер за здравство. Волете. Благодарам. Точно, нашата цел е клиничките болници да прераснат во регионални центри кои што ќе абсорбираат најголем дел од пациентите од регионите кои што ги покриваат и да бидат на еден начин чувари на портите на клиничкиот центар во Скопје. Односно, во клиничкиот центар во Скопје да се препраќаат само најсложените интервенции кои што се со помал волумен или помал број на такви интервенции има, со цел да се постигне повисоко ниво на квалитет. Од тие причини во Битола се воведе и интервентната кардиологија, од тие причини се набави и литотриптер, од тие причини се набави компјутер, магнетна резонанца, и од тие причини во Битола се набави акцелератор и работиме сега на довршување на бункерот, односно на целиот тој објект за онкологија, со кој што го комплетно ќе го доопремеме веќе постоечкото одделение, онколошко одделение во клиничката болница во Битола,
со што пациентите од целиот тој регион ќе може да добиваат и зрачна терапија во клиничката болница во Битола. Инаку во овој сегмент во Република Македонија направивме сериозен исчекор, имајќи предвид дека времето на чекање за зрачна терапија го сведовме на минимум, односно практично нема време за чекање, 1 или 2 дена додека се подготвува терапијата, односно се прават определени пресметки, што е, би рекол, веројатно најмало време на чекање во јавно здравство, во целиот наш поширок регион. Ако се направи анализа на сите други земји од целиот наш поширок регион, ќе видите дека тука времето на чекање секаде е поголемо. Исто тоа важи и за набавката на ангиографот и овозможувањето на Битола да прерасне во ваков центар, со тоа што некој стандард е во светот да има на 200.000 жители еден ангиограф. Во Македонија со инсталирањето на ангиографот во Битола, во Штип, во Струмица се постигна тој висок европски стандард и од тие причини можеме да кажеме дека овие, би рекол, два патологии, најчести патологии и најчеста причина за смртност, кардиоваскуларните и малигните заболувања, имаат соодветен третман од страна на државата, со тоа и помагаме на што е можно поголем број пациенти да добијат оваа здравствена услуга блиску до нивното место на живење. Исто така тенденција е и за останатите и за ретките болести да може да се даваат овие услуги и во клиничката болница во Битола, и во клиничката болница во Штип и во Тетово. Преска одговорив на тоа прашање на претеничката Поповска, со возможувањето на набавка на лековите за ретки болести, за сите пациенти се отвара можност овие лекови да бидат дистрибуирани до клиничките болници и преку клиничките болници да се дистрибуираат, односно да се даваат на пациентите на кои што им се потребни, со цел пациентите да не бидат изложени на дополнителни трошоци или малтретирање да патуваат за оваа терапија во Скопје. Правиме такви подготовки, очекуваме дека и клиничката болница во Битола, и во Штип, и во Тетово многу скоро ќе може да за некој од овие болести терапијата да се дава и во овие болници. Благодарам за прашање. Благодарам. Второто прашање патува до министер за транспорт и врски. Одговор се добиете од министер. Повелете, министер. Благодарам, председателе, благодарам почитуван пратеник за поставеното прашање. Ќе пробам да бидам концизен, бидејќи се работи за обемна материја, бидејќи има доста проекти во патната инфраструктура на програмата на владата, односно програмата на ВМРО-ДПМН. Ќе почнам со изградбата на автопатот Демир Капија Смоквица, која е во должина од 28 км, проект од 210 милиони евра, моментален прогрес на работите околу 65,5%. Моментално се работи на терен. Потоа вториот автопат кој го градиме Миладиновци Скопје Штип во должина од 47 км, околу 206 милиони евра вредност, 90% од трасата се пробиени, купниот прогрес на градежни активности, односно градежни работи изнесува 20% и деновиве започна и асфалтирање односно пробно асфалтирање на трасата. Исто така градим уште еден автопат Кичево Охрид во должина од 57 км, односно инвестиција околу 400 милиони евра. Тамо се пробиени 45% од трасата. Купните градежни работи се 7,7% и денеска почна официјално и пробното асфалтирање кај селото Врвјан. Исто така имаме уште еден проект за изградба на автопат, е Гостивар Кичево. Тука сме во завршна фаза на разгледување на договор за јавно-приватно партнерство и заработена е физибилити студија и во наредните месеци ќе излеземе и со поконкретни детали. Исто така изградба имаме и на автопатска делница Скопје-Блаца, тука имаме земено, односно одобрено грант од 1 милион евра за изработување на физибилити студија и основен проект кој очекувам дека ќе биде до крајот на годината. Имаме следен проект рехабилитација на автопат Велеска-Тланово како дел од коридорот 10 во должина од 23 км кој во моментот се гради. Отприлика е околу 6 милиони евра инвестиција и 80% од работите се завршени и во завршна фаза. Исто така го работиме, односно ќе почнеме со автопатска делница Смоквица-Гевгелија во должина од 10,15 км. Проектот ќе се финансира од ИПА средства и од буџетот на РМ. Очекувам дека градежните работи ќе започнат во месец октомври оваа година и ќе се предвидат околу 12 месеци за
изведба на новиот пат. Исто така имаме во програмата рехабилитација на автопатска делница Неготино Демир Капија во должина 8,8 км, вредност 9 милиони евра. Очекувам дека околу следната година ќе започнеме и со градежни активности на овој терен, на оваа траса, односно изведбата би била околу 12 месеци. Исто така имаме рехабилитација на автопатска делница Куманово Миладиновци во должина од 23 км, ова станува збор за патот, сегашниот пат Скопје Куманово. Туку имаме веќе распишано тендер и очекуваме дека до крајот на годината ќе имаме подпишано договор, изградбата ќе трае 15 месеци. Имаме изградбен експресен пат Штип Радовиш, должина 38 км, очекуваме градба на почетокот на 2016 година, вредност околу 65 милиони евра. Исто така имаме уште еден експресен пат кој ни е во реализација, односно патната врска од Градско до Прилеп, преку изградба на експресен пат од Градско до Росоман и Дреново во должина од 33,5 км. Процената вредност е околу 80 милиони евра. Овој проект ни е поделен во 3 фази. Првата фаза е Градско Росоман Клучка Кавадарци, Фаришка и Дреновска Клисура и третата фаза е проширување на Тројаци Плетвар за влезот на Прилеп и очекувам дека првата фаза ќе ја започнеме до крајот на годината. Изградба имаме на нов експресен пат Штип Кочани во должина од 26 км. Се работи за проценета вредност од 53,4 милиони евра и очекуваме дека до крајот на годината ќе почнеме и со изградба. Исто така имаме изградби на автопатска делница Трбениште Струга во должина од 8,5 км. Очекуваме да се започне со градба околу март-април 2016. Охрид Пештани. Очекуваме дека во прва половина на 2016 ќе започнеме со градба. Експресен пат Веле Штип до Кадрифаково во должина од 26 км. Можете на терен да видите дека се работи постојано. Се работи за проценета вредност од 14,6 милиони евра. Првата фаза е комплетно завршена, втората фаза е околу 90% завршена, третата фаза моментално се работи. Рехабилитација на магистрален пат Битова Ресен Буковот, кој го започнавме пред неколку недели, се работи за инвестиција 5,9 милиони евра, околу 27 км и очекуваме дека за 12 месеци ќе биде комплетно завршен. Исто така го имаме и проектот регионален пат спој А4 Ново село Маврово, Жировница, Бошков мост до Дебар во должина од 20 км, вредност 2,55 милиони евра. Едниот дел е завршен, очекуваме дека до крајот на октомври-ноември ќе започнеме со делницата Жировница Бошков мост. Исто така го имаме и регионалниот пат Мокрино Смоларево во должина од 4 км кој веќе го почнавме да го градиме. Нов Дојран Николич во должина од 6 км кој почнавме да го градиме. Рехабилитација на регионалниот пат Тетово Бровеница Чигране Гостивар од должина од 16 км, тој почнавме да го градиме. Рехабилитација на Делчево планина Говак во должина од 11,5 км во октомври ќе почнеме да го градиме. Регионален пат Мелнички мост Центар Жупа, општина Центар Жупа во должина од 8 км, во октомври ќе почнеме да го градиме, ќе трае 9 месеци градбата. Регионалниот пат Влажани Ропотово Црнилиште 17 км, процената вредност 7,6 милиони евра, во октомври ќе почнеме да го градиме. Рехабилитација на регионален пат Кривогаштани Обршани Војани во должина од 9 км ќе почнеме во октомври да го градиме. Проект Македонска каменица Делчево од 30 км од прилика 10 милиони евра, очекуваме април-мај 2016 година да почнеме да го градиме. Санација имаме на свлечишта, имаме изградба на патот кон Бугарија, односно експресен пат Куманово, Република Бугарија, делница Ранковци Крива Паланка, со можно идно прераснување во автопат во должина од 26 км и широчина од 12,5 метри, процената вредност 78 милиони евра и очекувам дека 2016 година ќе започнеме да го градиме. Регионален пат Пробишти Ски центар Пониква 5 милиони евра, најрано мај-јуни го започнуваме со градба. Изградба на регионален пат Тораница Саса Крива Паланка, должина 19 км, 10 милиони евра, очекуваме дека во јуни ќе го почнеме со градба. Старо Коњарево, Ново Коњарево, регионален пат, очекуваме мај-јуни да го почнеме со градење. До изградба на регионалниот пат Кичево до Девар преку Извор, очекуваме дека исто така мај-јуни 2016 година почнуваме да го градиме, 24 месеци рок за градба. Имаме доста слечишта што ги работиме, исто така имаме и доста проекти што ги работиме преку Македонија пат.
Ќе споменам само дел од нив, бидејќи исто така се работи за обемна програма. Веќе започнавме со Тетово Пиро Гостиар во должина од 10 км, Попчево Билотино Рич, Карбинци Зрновци Виница, патна делница Кавадарци Неготино во должина од 4 км, Конјук Белаковце, Кратово, Куманово, веќе е завршен, Пробиштип, Крупиште, Штип, се работи во моментот, Струмица, Ново село, се работи во моментот, во село Могорче се работи, во село Брајчине ќе почнат за овој месец да работат, или наредниот месец. Изградба на Клучка Смилковци исто така ние во градба, Опа Белаковце Станчик се гради во моментот, Сончевград се гради во моментот, Липково Рачиново исто така се гради во моментот, 6,2 милиони евра инвестиција. Исто така ги градиме и ги зајакнуваме мостовите на цел коридор 10 и тука сме во завршна фаза. Ја градиме и клучката во Првеница и така натака. И така едно од вашето прашање исто така и беше и за проектот, односно локалниот пат, регионалниот пат спрема хотел Молика. Сакам да ви известам како пратеник дека веќе започнавме со асфалтирање и таму и очекувам дека до крајот на месецот ќе го завршиме. И да потенцирам дека плюс градиме уште 46 локални правци во 38 општини кои не ги спомнав, а ќе бидат сите завршени до крајот на годината. Има и доста други локални и регионални патни правци, но доколку сакате за некој по-конкретно ќе со дополнително прашање ќе ви известам. Благодарам. Благодарам. Дали пратеникот задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Зоран Илиевски. Повелете. Благодарам, председателе. Јас сваќам дека министерот не може се да каже, меѓутоа би сакал да поставам дополнително прашање. Пред некој ден од страна на владата беше најавен регионалниот пат Новаци-Клепачи. Јас сум пратеник од 5-та изборна единица од Битола, меѓутоа сепак со Новачани и со Могилчани имаме така доста контакти и верувам дека за тие граѓани од тој регион сигурно е многу важен овој патен правец. Чисто ме интересира повеќе информации, кога се планира, како се планира и на еден начин која е идејата на владата со реконструкција на овој патен правец. Благодарам. Благодарам. На дополнителното пратеничко прашање одговор ќе добиете од министерот за транспорт и врски. Повелете. Благодарам, пратеник. Не го спомнав овој пат, се работи за рехабилитација на регионален пат Р2340 спој со Р1101 Новаци. Овде имаме земено заем од Европска банка за обнова и развој. Се работи за инвестиција од 1,15 милиони евра. Веќе пред неколку дена на средбите со граѓаните во тој дел го најавивме. Се работи за делница Клапач Новаци. Очекуваме дека следниот месец ќе почнеме со работа пред потпишување на договор сме, да завршиме само на фаза кај што ни е потребен времен режим и започнуваме уште наредниот месец. Како што ветивме, така ќе го исполниме. Благодарам. Благодарам. Трето прашање упатено до владата на Република Македонија. Одговор ќе добиете од заменикот председател на владата на Република Македонија, господин Владимир Пешевски. Повелете, Пешевски. Благодарам, председателе, благодарам на пратеникот за поставеното прашање. Да го парафразирам прашањето, беше прашана владата кои се мерки ќе продолжи да ги презема со цел да продолжи опаѓањето на невработеноста во Република Македонија и кои мерки што се превземени до сега се оние кои што ги дале резултатите да имаме такво намалување на невработеноста, како што беше кажано и претходно нотирано во медиумите, од 38% пред 10 години на 26,8% сега. Прашањето на решавање на невработеноста во било која држава е комплексно прашање и иако предвиденото време за одговор на вакво прашање е 10 минути, ќе се обидам сосема накратко да кажам нешто што опфаќа многу комплексен сет на мерки, бидејќи да постоеше едноставен начин како се намалува невработеноста, сите држави ќе го знаеат тој начин, ќе постоеше унифицирана методологија и секоја држава ќе постапуваше по таа методологија со цел да се креираат нови работни места, бидејќи тоа е една од основните цели на функционирање на секоја влада. Во нашиот случај, конкретно значи за владата што е предводена од ВМРО ДПМН во разни коалициски состави од 2006 навака, навистина бројот на мерки е огромен, но ако ги да се обидеме да ги поделиме во неколку категории, би ги поделил условно гледано како мерки кои што
се кон подобрување на бизнис климата и во главном насочени кон домашните инвеститори, мерки кои се насочени кон привлекување на странски инвестиции и нови работни места и технологии што ги носат тие, како и мерки кои што се насочени кон јавните предпријатија или акционерски друштва кои што изведуваат работи од јавен интерес и тие се пред се во доменот на инфраструктурата и тука во главном државата се јавува како инвеститор. Во сите овие области потребно е една влада да презема соодветни мерки со цел да го условно речено нападне проблемот на невработеност, односно да дојде до креирање на нови работни места. Повторно ќе кажам, за било кој од овие области да се влезе во подлабока анализа, потребни се и часови, веројатно, можеби денови, за да се дискутира и издебатира што е се она што е направено и што е се она што може да се направи, но ќе се обидам да сублимирам во времето кое што е дозволено. Ќе започнам со делот на работни места кои што се креирани од страна на инвестициите што ги прави државата, а тоа се мерки кои се насочени кон подобрување на инфраструктурата и кога велам подобрување на инфраструктурата, тука мислам на изградба на нови патишта, на нови локални, регионални и автопатишта. Во одговорот пред мене министерот за транспорт даде еден краток осврт на што е она што во моментов се гради, но има голем број на патишта кои што не се спомнати, а кои што се изградени во изминатиот период. Сите тие, значи огромни инвестиции кои што се од страна на финансирани се од буџетот, кој што го има искреирано и донесено оваа влада, горе-доле во сличен состав, придонеле да градежните компании од овој сектор креираат голем број на нови работни места и овие инфраструктурни работи продолжуваат со несмален интензитет и во периодот што следи. Имено не се само кредитните линии кои што се користени до сега, туку се во преговори во напредна фаза и нови кредитни линии кои што се користат за подобрување на инфраструктурата, односно во конкретниот дел со автопатиштата. Имавме и посебен проект на подобрување на водоснабдувањето и канализационите системи, исто финансиран преку Министерството за транспорт и врски, но во самите општини, каде што голем број на градежни компании во изведувањето на работите за подобрување на водоснабдувањето, нови водоводни системи, нови канализациони системи, нови каналски системи, проект кој што има буџет од околу 50 милиони евра, се креирани доста голем број на работни места и тоа како една тековна активност веќе се реализира од општините, особено од градоначалниците кои што имаат доблест да подготват соодветни проекти да ги побараат овие средства. За жал постојат и општини како Куманово кои што не го прават тоа, но сепак граѓаните ќе се судат за тоа најдобро. Би спомнал во делот на инфраструктурата и проекти како што е аеродромот во Скопје, кој што под моделот на концесија е даден на еден странски оператор кој што се јави на тендер и кој што инвестираше над 100 милиони евра во нешто што денеска представува најсовремен аеродром во овој дел на Балканот. Се разбира, тој не е најголем, бидејќи Македонија не е најголема, но држава на Балканот, но на начинот на кој што беа водени преговорите, начинот на кој што беа дефинирани стандардите од инвеститорот придонесе до овој аеродром во последните 2 години на ниво на Европа за аеродроми до 2 милиони патници биде прогласуван за најдобар аеродром. Значи, сите тие работни места што се креирани таму е резултат на активностите во тој сегмент. Другите подобрувања во инфраструктурата, како што е изградба на болници, набавка на или подобрување на инфраструктурата во болниците, подобрување во системот на образованието со голем број на нови училишта, обновување на старите, се све активности кои што отвараат или директно од кога ќе бидат завршени нови работни места или во текот на градбата, како што кажав, ангажман за градежните компании. Би се преферил сега сосема на кратко за инвестициите што доаѓаат од странските компании. Пред мене беше кажано од страна на вице-премиерот Ставрески дека тезата на споредба помеѓу домашните и странските инвеститори не е најсоодветна, бидејќи главниот удар, главната цел на активностите на владата се кон подобрување на општите услови за водење на бизнис, така да тие се подеднакво важат и за домашните и за странските компании. Ке странските компании сепак целта е да се прошири рамката и можноста на локалната економија, односно на македонската економија.
самите компании во Македонија со овој финансиски систем кој што го имаме, со пазарите на кои што настапуваме, имаат определени лимити за тоа докаде и колку брзо може да растат. Ако сакаме забрзан развој, мораме да ги привлечеме и странските инвестиции, но тука водиме сметка да тие донесат нови технологии, бидејќи не е главната цел само отварање на работните места, туку и соработката со домашните компании, пренесување на знаење, бидејќи идејата е да на секое работно место отворено од вакви странски инвеститори, директно кај нив се отвори најмалку уште едно, а по можности 2 до 3 во компаниите што нив ги обкружуваат, дали преку давање на разни услуги или преку давање на одредени производи како поддобавувачи. Така да тука во оваа активност спаѓаат технолошко-индустријските развојни зони кои што ги креиравме, каде што се донесени голем број на компании, ниските даноци кои што се дел од бизнис климата, но се исто така атрактивни за домашните компании. Значи, се она што значи една промотивна активност на Македонија за привлекување на странски инвестиции, креирање на инфраструктура преку агенција за странски инвестиции, преку мрежа на промотори, преку 5 министри и сите оние министри кои што се од економските ресори, кои што активно работат со компаниите, придонесуваат да она што некогаш беше незамисливо, мислена именка, да дојде странски инвеститор и да направи нова гринфилд инвестиција во Македонија, во област која што не постои. Тоа денес веќе станува реалност и веќе се повторува. Дали во технолошко-индустријските развојни зони, дали во локации кои што се надвор од овие технолошко-индустријски развојни зони, но сепак тоа е приказна која е вистината, која се случува и која што креира нови работни места. И тие се веќе ја надминуваат цифрата од 10.000 директни, а верувам дека индиректните се најмалку уште толку. И конечно, она што е можеби најсуштинско и која што и беше главната цел на сите овие активности, која што продолжува да биде една нишка која што ќе се проявува низ сите политики што понатаму ќе ги спроведуваме, тоа се генерално подобрување на условите за водење бизнис во Македонија. Мораме да знаеме дека почетната состојба која што ја наследи владата кога ја презема власта во 2006 беше далеку од поволна. По рангирањата од Светска банка, Македонија беше во вторите 50% од држави во светот по условите на водење на бизнис. Значи, нереално е тогаш да очекува дека ќе имате инвестицијски бум дури за домашните инвеститори, кога сите во светот ви кажуваат дека условите што ги имате во државата не ви се добри. Спаѓате во полошата половина. Затоа сето она што се превземаше во изминатиот период од аспект на подобрување на даночниот систем, намалување на даноците на добивка, намалување на определени даночни стапки на ДДВ-то, намалување на давачките за придонеси и заплати. Самиот концепт на бруто плата, да едноставно не може да се исплаќа плата доколку не се платат придонесите, но тие да бидат намалени, доведе до намалување на ефективната даночна стапка во Македонија, која денес е меѓу најниските во светот. Но тоа не е доволно да имате само ниски даноци, се работеше и на многу други аспекти. Пред се големиот број на активни мерки преку Агенцијата за вработување на Македонија. Проектот Македонија вработува е само еден од нив, но реформите во катастарот, реформите во царината, реформите значи во делот на поставеноста на економскиот систем, дури реформите во делот на казнената политика придонесуваат да домашните инвеститори се всушност оние кои што ги имаат креирано најголемиот број од нови работни места. И идните мерки и политики на владата ќе бидат главно насочени кон нив. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Зоран Илиевски. Повелете. Благодарам, председателе, немам дополнително прашање. Благодарам и јас.